Денес православната црква го чествува споменот на Вознесението Господово Спасовден. Вознесение Господово Спасовден. 40 дена по Пасха. Во овој ден, во четвртокот на 6-та недела по Пасха, го празнуваме Вознесението на Господ Бог и Спасителот наш Исус Христос. Бидејќи кога беше со своите ученици, според страдањето им го вети доаѓањето на Сесветиот Дух велејки: добро е јас да одам, ако јас не одам, утешителот нема да дојде. И повторно, кога ќе дојде тој, ќе ве научи на целата вистина. По воскресението од мртвите во текот на 40 дена им се јавуваше на своите ученици не заедно, туку одделно, јадејки и пиејки со нив, појасно представувајќи го воскресението. Најнакрај, откако им вети многу за Царството Небесно, им заповеда да не се одделуваат од Ерусалим, туку таму да пребиваат и да го чекаат доаѓањето на Пресветиот Дух, и со него да бидат крстени. Им заповеда да пребиваат во Ерусалим, за таму најпрвин да биде проповедано Евангелието, и за да потоа, кога ќе одат на туги места, да бидат добро опремени, како некои воини, подготвени со оружјето на Духот, и така да одат против непријателите Христови. Кога настана времето на Вознесението, Христос ги одведе учениците своји на Елеонската гора, која така се нарекува затоа што беше засадена со многу маслинки. И им говореше за своето царство, и дури говореше дојдоа ангели и го покажаа вознесувањето на небесата. И дури тие гледаа, тој беше земен од нивната средина, носен на еден облак од ангелите. И седна оддесно на Отца, обожувајќи ја плотта, и би се дрзнал да речам, ја створи и неа божествена, преку која ние се помиривме, а древното непријателство беше разрушено. Пред апостолите застана ангелите во вид на мажи и говореа: мажи галилејци, што стоите и гледате кон небото. Тој кого што го видовте, воплотениот Бог Исус, тој пак ќе дојде најаве во плот, но не како првиот пат понизно и молчаливо, туку со слава голема како што и сега гледате од ангелите. Тогаш апостолите се вратија од Елеонската гора, бидејќи таа беше близу до Ерусалим, 2040 стапалки, тоа еден саботен ден од. И бидејќи така е пропишано до Мојсеја, толку стапки во сабота да можат да се одат, затоа што и скинијата на заветот беше толку оддалечена од јудејскиот полк. Возможно беше да се оди во сабота, да се поклона таму, не правејќи поголем пат, затоа и се нарекува саботен ден од. Некои сметаат заради тоа дека Христовото вознесение било во сабота, но тоа е погрешно. Откако се вратија апостолите, влегоа во горната соба во која беше заедно со жените мироносици и мајката на Словото, која со пост и молитви и молби го чекаше доаѓањето на Сесветиот Дух, како што беше ветено. Христе Боже, кој се вознесе во слава, помилуј не. Амин. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј.
Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Поуки од светите отци. После разговор често сум се покајувал, а после молчењето никогаш. Ава Арсении.